визуализирајте ја вика како еден воз, како еден вагон. И сите вие сте на тој вагон и сите се држите за тој вагон и ако во одреден момент се пуштиш од него, возот нема да те чека, возот ќе продолжи. Утре ќе дојдат нови актери, ќе дојдат нови деца кои ќе се бават со ова, ќе има се подобри, така да мораш да останеш и да се бориш да го задржиш своето место. Оваа недела сакаме да веруваме дека светот зборува за театарот затоа што се прославува Светскиот ден на театарот. А ние ќе зборуваме на оваа тема со актерот кој беше прогласен за најдобар млад актер за изминатата година. Секако и оваа епизода е создадена од Змај со маркетинг и продукциска поддршка од Ed Value. Зборувам со Сергеј Димовски од Театар Комедија. Здраво, Сергеј. Здраво, Јована, ти благодарам што ме покани. Многу е пријатно овде во студиото. Благодарам. Драго ми е што ти е пријатно и сега одма тешкото прашање, што го врти светот? Љубовта го врти светот, според мене. Добро, така и очекував од уметник, иако некој ми одговара парите, ама добро е љубовта да го врти. Ке ти поставам неколку кратки прашања, па после ќе преидеме на останатиот дел од разговорот. Да, се разбира. Театар, комедија или импров група настап? И двете. Добро. Бубамара или пеперутка? Бубамара. Логично. Логично. Особено оваа година ќе мора да викаш бубамара секаде. Така е, така. И филм или серија? Филм, мислам дека филм. Добре, интересно. На почеток спомнав дека твоите карти, односно картите за твоите представи, настапи и слично се секогаш распродадени. Јас знам затоа што сум пробала да најдам карти повеќе пати за некои представи, па не сум можела, те викнав тука за да фатам врски, ама ете дознавме дека ни со врски некогаш не може да се најдат карти. Точно така, малку потешко. Малку потешко. Што ја продава една представа? Што е тоа што луѓето доаѓаат да го гледаат и со задоволство си плаќаат? Види, морам да те поправам дека делумно за сите представи, мислам за поголемиот број од представите каде што играм, картите се секогаш распродадени, но играм и во онакви представи кои малце одскокнуваат од репертоарот на театар комедија, тоест од секојдневниот репертоар на театар комедија, затоа што во последниве неколку години како театар се трудиме малце да го обоиме репертоарот во однос на тоа да има представи кои жанровски малце ја бојат комедијата. Би ја издвоил Череп во Конемара, која е црна комедија, која се бави со жанрот на црната комедија. Тоа е Мартин Макдона, режија Јане Спасик. Исто така би одвоил и Ревизор на Андреј Цветановски, која е исто така може да се каже дека е малку драматична комедија, не е толку комедија како да речеме од оние ситком тип на комедија како што би можело да се каже дека е Ало Ало, која е работена по истоимената ситком серија која мислам особено по старите генерации многу добро ја знаат. Добре, серијата сите ја знаат Ало. Мислам дека имаше дури се повторуваше на телевизија едно време. Нели ги даваа старите епизоди. Мислам дека сум од таа генерација што не баш ја фати Ало Ало, или можеби сум ја фатила, ама ми е во магла. Ти личела за старено малце. Точно така, и не знам колку ми влечела внимание. Но како и да е, сега пошто ја работевме нормално дека се навратив и гледав некои епизоди од истоимената. Но морам да кажам дека овие представи што ги издвоив, овие две представи особено, не се продаваат, меѓутоа не толку како овие останатите представи, како да речеме Ало Ало, да, Илуминати, Стюардеси, Вардарски пастови, веќе не е ни смешно. Тоа се представи кои стварно се секогаш распродадени, но тоа се разбира тоа Дали секогаш се подобри тие што многу се продаваат представи? Дали нели затоа што таква е перцепцијата дека ако е една представа е распродадена, сигурно е најдобра? Не би се согласил со тоа. Добре. Искрено не би се согласил. Меѓутоа станува збор за тоа што нашата публика најмногу сака да гледа.
например, најверојатно нашата публика не сака да гледа многу црни комедии. Се разбира, ние имаме публика што доаѓа и редовно ги следи сите представи без разлика, ги интересира што е ново на репертоарот. Меѓутоа, овие две представи не се баш жанровски, баш тој тип на комедија што нашата публика највеќе го преферира, или пак може им треба да се опуштат од црнилата, да кажеме, и сето она што се случува. Иако да црните комедии се многу добри да си се насмееш некојаш на маката, се супер. Особено Мартин Макдона. Мартин Макдона е гениален. Мислам, неговите Оскаровец, нели, он има земено Оскари за 3 билборд, затоа што е, нели, режисер, сценарист и драмски автор. Има напишано многу драми, сценарија и режирано, мислам дека 3 филмови, ако не се лажам, може би има и повеќе, ама се 3 билбордс, In Bruges и најновиот филм е The Banshees of Inisherin, кои се гениални филмови. Мислам, мене многу ми се допаѓа. Али верувам дека се добри. Да, гениални. И се е црна комедија. Особено неговите текстови се стварно фантастични. Можам да кажам дека и представата е одлична. Добро, ако научиш да се смееш на црна комедија, тогаш многу полесно ти е во животот. Да, точно така. Иначе за ова прашање дали секогаш се најдобри представите што највеќе се продаваат, не. Понекогаш публиката можеби сака да дојде и да гледа конкретно некои актери. Например? Како например во ситуацијата кај нас се Тино Јатана се доста познати актери и сите ги знаеме, они 10 години го градат театар комедија, играат скоро во сите представи на театар комедија. Ако Тино Јатана си играат во представа, таа е распродадена? Па да, меѓутоа се случувало и да играат во представи и пак да не биде распродадена представата, ако е малце жанровски, одскокнува од представите што публиката се навикнати да ги гледаат Тино Јатанас. Тоа се случи во 2019, кога мислам дека 2018 према 19 јас се вработив и тогаш Андреј Цветановски ја постави представата на Мрожек на Отворено море, која исто така малку црна комедија. И представата беше поставена на малата сцена во театар комедија. Игравме четворица, играв јас, Тони Денковски, Атанас Атанасовски, Тино Костадиновски. Засебно не играат, само заедно. Не се сеќавам дали имаат представа кај што играат засебно. Мислам дека немаат, што е фасцинантно исто така. Би било супер, би сакал да ги гледам. Ама во историјата и во минатото мислам дека имаат некоја представа. Ама не бев јас тогаш вработен. Ако не се лажаме, представата Име, кај што игра само Атанас, а не игра Тино. Сега ќе те вратам за тоа што го спомна вработувањето и за тоа што го спомна, да кажеме, тој ангажман. Добиваш, се вработуваш пред X години во театар комедија, тие кои што одат таму те знаат, тие кои што доаѓаат на импров да гледаат исто така те знаат. Меѓутоа, немаш огромен број на следачи на социјалните медиуми, а сепак од страна на сите си веќе некако и популарен, стануваш и во медиуми си доста присутен. Каде се твоите следачи? Како го гледаш тоа? Или каде е твојата публика? Затоа што знаеме дека не секогаш следачи се еднакви на публика која што сака да дојде и да те гледа и да те поддржи и така натаму. Да, мислам дека тоа е поради тоа што и не сум доста активен на социјалните мрежи. Не си воопшто активен, да. Да, сум... Не сакав така да кажам. Да, не сум активен на социјални мрежи, така да луѓето најверојатно немаат потреба зошто да ме следат на социјални мрежи, така да нешто постирам од време на време, нешто што ми е драго од приватниот живот или па нешто што не знам, од представите што ги играм, онака строго за да можат кастинг агенти да отворат и да ги видат моите слики, па ако сакаат да ми се јават за филм, реклама, серија, бла 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 бла. Така да социјалните мрежи ги гледам поише на така едно, како се сеќаваш на времето како постарите што си собира албум со слики, па ќе доеш кај нив дома, па ќе ти ги покажуваат, па така некако ги третирам. На времето и бев малку поактивен, ама како иде времето, имам помалце време. Многу работа е, треба и секоја чест за луѓе што го прават тоа, мислам, имаш доста бенефит од тоа баш во нашето време.
и можеш да се рекламираш, да рекламираш продукти и така натаму. Само што некако јас не ми се прави тоа во моментов, не викам дека во иднина може не би го правил, само во моментов некако немам енергија за социјални медиуми. Мислам дека мојата публика е слободно време, мислам мораш да имаш време да посветиш на тоа, не баш. А кога имам слободно време, гледам да го посветам на нешто што стварно сакам да го правам, за разлика од да постирам и да не го спремив ова прашање што правиш во слободно време, ама што правам во слободно време? Во последно време баш и немав слободно време овие 2 години. Тоа малку време што го имав или ќе го искористам некогаш да прошетам, да отидам на планина малце да ме фати воздух, да продишам, или остатокот од времето исто така играм игрици. Фер. Таа генерација сум кај што сите играме игрици, да. И си играат доста игрици, само што ти викам, многу малце слободно време имав. Бев препосветен на театар овие неколку години, ама сега ќе имам време да одморам, така да повеќе сакам да одам во природа, малце да одам во село, да си поседам, да идам по риба. Тоа сакам да го правам. Да, јас сум видела некои интересни случаи кај што свирите тапани во село и така натаму, така што добар начин да се помине слободното време. Точно така. А кажи ми во однос на актерите и како се добиваат улоги кај нас и во светот, Холивуд прави филмови за тоа, значи како еден актер се развил, добил одредени улоги, па и во регионот се прават такви филмови, ете, како одала одредена кариера. Како ти успеа прво да влезеш како дел од театар комедија, кој што во моментов е еден од најпопуларните театри кај нас, и како успеа после тоа да влезеш и да добиеш одредени улоги во филм, реклама, како изгледа тоа? Дали се класични кастинзи, па од одредена група мора да се издвоиш, или некогаш ти се јавува некој и ти вика оваа улога е за тебе, доаѓај, тоа е тоа? Да, како што знаеш, мислам, борба има во се и во сите професии, така. Да. Актерската игра е многу специфична и актерството затоа што е индивидуална професија која многу зависи од твоите партнери и колеги, како на сцена, така и на филм и во серија. Меѓутоа, од првиот момент кога ќе се запишеш на факултетот за драмски уметности, дали во земјава или надвор од неа, си во класа. Во класата сме 10 луѓе, кои стануваме на некој начин фамилија. И во тие 4 години ти со таа фамилија, кои се твоите колеги и актери, сопатници на тоа едно 4 годишно патување, што учиш како се прави нашиот занат, затоа што наша професија е буквално занат, како занаетчиство е актерската игра. Во тие 4 години го учиш занатот, меѓутоа е многу важно колку работиш на себе, колку ќе се посветиш и колку ќе се одвоиш од останатите. Колку и да звучи малце не знам, секогаш кога се збори ова е така, ама за се е така, така да можеш да грабаш. Зоја Бузалковска многу убаво го објасни ова со еден сликовит пример кај што вика дека во моментов, вика, во вие 4 години, а и понатаму во вашата кариера и во животот, визуализирајте, вика, како еден воз, како еден вагон. И сите вие сте на тој вагон и сите се држите за тој вагон, и ако во одреден момент се пуштиш од него, возот нема да те чека, возот ќе продолжи. Утре ќе дојдат нови актери, ќе дојдат нови деца кои ќе се бават со ова, ќе има се подобри, така да мораш да останеш и да се бориш да го задржиш своето место. Така да, мислам дека добро сум воспитан од најмала возраст, од моите израснат сум во окружување со книги, моите беа доста строги во сооднос на тоа во школа да имам добри оценки, да ги прочитам сите лектири, да ги научам сите песни, да читам поезија и разни други книги, мислам, ме заспиваа со тоа што ми читаа книги. Да, и нема подобар начин да заспиеш дете од тоа. Да, тие што имаат деца најверојатно знаат. Ама, да, мислам дека доста себично грабав во целото тоа.
Добро, тоа сите го прават во своите професии. Добро е да имаш сојузници, да се поддржуваш меѓу себе. Да, секогаш, мислам, не е лага тоа што го кажав. Мислам, сите што се бават со нашата професија знаат дека во еден момент доста станува малку целото тоа, како имаш пријатели што многу ги сакаш, твоите колеги се тоа, ама на крајот денот сите сте сами во професијата. Сите сте заедно и сите сте сами. Па добри тенисири кога зборуваат дека се сакаат, однака, дека се дружат многу на надпревари, па кога играат утакмица Џоковиќ и Надал или слично, се надпреваруваат, така да тоа на теренот. И за да стигнеш до тоа и за да се вработиш, треба да си многу фокусиран на тоа што го правиш, да пробаш да си најдобар. Треба секогаш да се стремиш кон тоа. Ти отиде на кастинг за да ја добиеш, сите практично поминуваат низ аудиција. Сите одиме на аудиција. Аудициите најчесто ги објавуваат театрите во службен весник. Имаше конкуренција? Па да, меѓутоа горе-доле од 15 пријавени души, 12 се појавивме на аудицијата. Аха. Не ни дојдоа сите. Не ни дојдоа сите. Супер за тебе. И да речеме дека од сите тие што дојдоа тогаш на аудицијата, во моментов 5 или 6 од тие колеги се вработени во театар комедија. Затоа значи, што упорноста се исплатала, повторно дошле и слично. Да. Така да, голем дел од тие што дојдовме на аудицијата во театар комедија се вработија не во истиот момент кога беше аудицијата, меѓутоа театарот го препозна нивниот квалитет, ги задржа на паушал за тие што не знаат и што ќе слушаат е како неформално вработување во театар, земаш некој додека да се реши твоето прашање со вработувањето во театар. Па добро. Да, и тоа одлично е добра можност. Да, и е многу интересно што морам да го кажам тоа дека во истиот момент имаше аудиции во драмски и во МНТ и таму имаше драстично многу повеќе пријавени актери за да се вработат. Како 70-80? Па да речеме, ако не 70 и 80 во тоа време, сигурно 50 или 60. Да, што е многу повеќе. И во двата театри паралелно. Добро, тогаш беше нов театар, па некако можеби на тоа да кажеме тој момент го имало, сега веќе некако е еден од најраспродадените театри кај нас. Мислам дека е распродаден од секогаш театар комедија. Мислам дека уште од основањето, можеби таа 1 или 2 години, но после тоа како што слушам од моите постари колеги, театар комедија никогаш немал проблем со продавање на представи. Баш поради тоа што е жанровски определен театар и е комедија и луѓето едноставно сакаат комедија, што можеш да направиш врска со тоа. И баш кај еден од комедија можеш да правиш. Најтешките жанрови, а воедно и најинтересен за играње. Тежок како жанр комедија. Да. Некои велат дека е најтежок, други како не има многу сериозен, ама голем дел од актерите со кои што јас сум разговарала кажуваат дека е најтешко за играње комедија. Најтешко за играње комедија, дефинитивно најтешко во комедијата за да го изиграш е дека треба да си 100% убеден во тоа што го правиш и го кажуваш, а во моментот да кажеш тешка глупа. Колку и да е тоа абсурдно, значи најдобриот начин за да се изигра комедијата е да изиграш како најсериозно што можеш. Тогаш комедијата е најсилна. Кога 100% веруваш во тоа што го правиш и го зборуваш и си многу сериозен. Исто така е многу тешко. Ти се случило да се згазиш од смеење? Да, мислам тоа е нешто што јас и моите колеги во театар комедија се бориме секојдневно со тоа. И тоа се случува само со одреден колега, затоа што можеби со него не си толку навикнат да си во играта или пошто само си викаш како може ова да го правиме во моментот како ни самиот себе не си веруваш колку е абсурдно тоа што го правиш. Добро е тоа. Тоа е интересна работа, например, супер е да ти е тоа работа. Точно така, кога викаат дека баш кога не треба да се смееш, тогаш ти е најсмешно, па и тоа се случува често. Верувам дека е така. Ајде, сакам некако, ќе се вратиме на театарот, ама сакам некако да ја заокружиме темата. Видовме едни интересни бројки како се движи бројот на публиката последниве години во театар. Јас имав слика, лично, не знам дали ти така се чувствуваш, дека расте
публиката во театар, затоа што веројатно луѓето околу мене повеќе одат на театар во овие години пост-ковид. Меѓутоа, ако се видат официјалните статистики, овие години 2022 и 2023 таа сезона во театар биле 160.000 посетители, додека пред ковидот во 2019 биле некаде 235.000 посетители, што е многу повеќе. Што мислиш, што е потребно повеќе да се врати оваа публика во театар и зошто би се намалил тој број? Нели малце логично ова поради ковидот дека малце се намалил? Мислам таа стагнација. Ова е пост-ковид бројките се од 2022 кога јас лично очекував дека луѓето едва чекаат да отидат некаде. Ама баш таа година, значи ги гледаме само годините без ковид. 19 и 22-23. Најверојатно е прашање на продукцијата на сите театри општо во земја. Мислам дека нема доволно? Па да, мислам дека нема доволно продукција на представи во земјава. Или ако има продукција на представи во земјава, може се некои жанровски представи што публиката не ги баш интересира. Нема значително намалување во бројот на представи. Не ги имам да ги прочитам бројките, мислам дека има. Можеби не го пишува тоа во статистиките, ама сум убеден дека можеби премиери нема или нешто такво. Тоа мислам. Не мислам на веќе постоечки представи, затоа што ако се веќе постоечки представи, ако не е некоја хит представа што нели има некои 150 или 200 изведби како што е Животот на Молиер во МНТ, која веќе е 10 години на сцената на МНТ, или Вардарски пастови во театар комедија, во драмски е Странци, само не знам колку е стара, не сум баш сигурен, упатен со таа представа. Па јас пред ковид сум ја гледала, не знам точно кога, ама значи веќе има сигурно 4-5 години. Па ако не е од тој вид на хит представи, од тој тип, тогаш сигурно станува збор за дека публиката веќе ги видела тие представи и сака нешто ново, а тоа што се нуди новото, можеби не е баш по вкусот на публиката. Добро, тоа е добра логика. Јас имам и една друга логика дека економијата влијае, поскапувањето и слично, меѓутоа и фактот што после ковид луѓето се плашат и ги штедат парите. За да одиш на театар мораш да трошиш, значи да одлучиш дека ќе потрошиш пари за да си поминеш убаво. Сосема си во право. Така што мислам дека и тоа влијае. На тоа додека зборевме, ама да. Обично кога има економска, се поскапени, мислам се е поскапо, нели, се поскапе последниве неколку години, така и театарските билети. И чисто тоа не секогаш зависи од одредена влада, има влијание. Меѓутоа морам да кажам дека и буџетот е драстично намален. Како од година на година парите што Министерството и државата ги одвојува за производство на театар драстично се намалуваат. Баш ќе го проверам. Тоа треба да го провериш. Како мислам дека од лани до годинава е драстично намалено како за 30%, што е премногу. Како многу помалце пари. Треба да видиме, ќе ги проверам овие податоци за да бидам сигурна дека се точни. Знам дека гледавме кај други области дека нема некаде намалување, меѓутоа стојат на исто ниво. А во однос на буџет, ако стои државен на исто ниво, тогаш се намалува бидејќи растат плати, помалку можеш да купиш за тие пари, така да треба да има континуиран раст. За да речеме дека исто се меѓутоа драстично помалце се вложува во култура, што е ужасно. Мислам треба маркетинг? Влијае? Да, нормално дека влијае маркетинг. Сите театри треба да имаат одличен маркетинг. Маркетингот е многу битна работа за се и се што. Ако го гледаме театарот како една фирма, доколку не би биле државни театрите, доколку би бил приватен театар, тогаш се разбира дека влијае од маркетинг, така секоја една фирма треба добар маркетинг за добро да се продаваш. Нормално дека треба да има маркетинг. Затоа и прашувам, затоа што гледам дека промоцијата, особено на премиерата, е исклучително важна. Зашто ако не знам, 50.000 луѓе сакаат да ја видат премиерата, нема да успеат сите, ама ќе дојдат на многу други прикажувања на таа представа. Докажано е од секогаш дека нема подобар маркетинг од
пријател на бевме пријател. одлична беше. Така е, бевме Да. представата беше брилјантна, оди да ја гледаш. Тоа е. Или не си ја гледал? Не си ја гледал, што Срам те збориш, било. одма да одиш да ја гледаш, така да. Да. Добро. Тоа е факт. Тоа е добар маркетинг и Да. мислам дека комбинација од двете ќе меѓутоа, даде и додека дава сме на резултат. темава, уште нешто би сакал да кажам, дека многу е битно образованието и културата за една држава да оди напред, да се унапредува секоја година. Тоа е Мислам, и основата. според мене, ние имаме ужасно образование. Од моето време, мислам, јас сум 95-та генерација, образованието и тогаш беше ужасно. Со честни исклучоци на некои професори што навистина се трудеа да пренесат знаење и тоа да допре до тебе. Како човек што се бави со култура и што ќе продолжи да се бави со култура, мислам дека должност ми е да зборувам за тоа дека За за една важноста на држава образованието, да. да биде нормална држава за живење е најбитно да има добро образование. Пола и повеќе од мојата генерација се одселија од земјава баш во моментот кога Требаше да се запишат. требаше да се запишат на факултет. Знам и и многу... тоа е поради ужасното образование. Нашето образование е навистина ужасно и тоа страшно ме фрустрира. Се од основно, па во средно, па факултет, ужасно образование, честна исклучоци на некои професори. Како дете на педагог се сложувам со тебе. Јас сум Сосем. порасната со важноста на образованието исто така, меѓутоа во моментов и во Змај многу работиме на тема образование и буквално ги гледаме бројките какви што се, ама отидовме и на терен да зборуваме, зашто бројките не ти кажуваат се. Да. Низ цела Македонија, значи со деца и децата си се супер и само во даден момент гледаш како се насочуваат некогаш и кај што не сакаат, некогаш и каде што не треба, врз база на одредени, не знам, општествени норми што треба да учат и така натаму, каде има пари. А на детето од 10 години воопшто тоа не му е важно и ќе добие многу подобро образование кога го насочиш каде што сака. Да. Ама гледаме дека стварно има огромен простор за подобрување, ама за да биде тоа така мора на ниво на држава да се договориме дека вложуваме во квалитетно образование. Точно, квалитетно образование. Да, тоа не е го најважно, третираме како затоа нешто што јас друго. до ден денес имам многу блиски пријатели и другари што, на пример, водат војна со тоа што не можат да се одлучат што да прават во животот во моментов. А да речеме, мојата генерација иде кон тие 30 години кај што веќе би требало горе-долу да имаш и да знаеш. И јас таа вина ја гледам и сигурен сум дека е во образованието. Како сигурен сум дека доколку образовниот систем знае добро да те насочи и ако одам јас на предавање, на пример физика, може јас ќе се бавев со физика ако професорот или професорката што ми предаваше физика, тоа ми го доближеше некако поблиско до мене. Да, најчесто физика и математика како овие да не научат и да добијат двојка. Зошто да добијам двојка ако професорот дојде и е дента среќен и треба да ми објасни некако сликовито и некако преку пракса и некако како што тоа го прават големите земји. Кај нас најчесто е доаѓа биологија, професорот, ти седнува, он става нешто на вади кукла една, збори 45 минути без престан со монотон глас за тоа како што таму во телото и ти тоа треба да го препишеш од табла и после си одиш дома. Како некое дете на тие години тоа воопшто ќе го занима ако воопшто не го занима. Многу ќе биде подобро, не знам, хемија да се спојат две работи направи. Така да направи пуф, така ќе има магија, децата ќе сакаат да одат на часот на предметот, така да квалитетно образование е тоа што многу ни треба. Да, и автоматски ќе биде подобро и за културата, зашто обично таму каде што имаме поквалитетно образование, знаеме дека луѓето претпочитаат да одат во театар, да следат добри филмови, и на крајот од денот се подобри продавачи и таа култура успева да ја изведат. Точно така, да. Ако детето го интересира култура и го интересира уметност уште во основно,
треба малце повеќе да се обрне внимание на тоа како тоа дете да од неговиот интерес уште повеќе да се впушти во тоа поле на тие работи. Ако видиш дека некое дете уште во основно се прави уште тоа. Во основно, и постои во нашите програми, меѓутоа не секогаш секој го спроведува, педагогот треба тоа да го прави заедно со наставникот, кариерно насочување. Да, мислам има наставници, професори што се таму, мислам, сите знаеме како се доаѓа до работна. Сега тоа беше многу добар коментар на тоа е амбасадор за Македонија и Србија на Финска. Финското образование е врвот, нели? Сите сакаме такво јавно образование. Тие добиваат најдобри резултати на тестирањата, ние добиваме најлоши, на пример. Мислам, има официјални статистики што тоа го докажуваат на ПИСА тестирањето конкретно. О, интересно. И кога работевме во финанси, знам тогаш што работник ми беше еден професор на, практично беше министер на факултет економски, и го праша амбасадорот: добро, што е тајната, зошто ви имате најдобро образование во светот, ама ајде во Европа да земеме? И вика, па две работи само треба да се направат. Екстремно високи плати и високи стандарди за наставниците. Толку, ако имаш добри наставници, си ја завршил работата. Стварно. И вика 90% од работата е завршил. Таму 6 години се учи за наставник, како кај нас за доктор што се учи. Се осеќам должен да го зборувам тоа за образованието. Се осеќам дека поради тоа што се бавам со културата, морам да зборувам кај да имам можност. А во моментов имам можност да зборувам за тоа, така да се надева мора да допре ова таму докај што треба да допре. Кратко работев во светот на Биби, кратко, не беше толку кратко, ама на почетокот. И тогаш влезе Никола Ристановски во нивниот тим и јас го прашувам за нели зошто одлучивте после ваква кариера да се впуштите во детски цртан. За мене ова е најбитната работа што сум ја работел. Добро. И како ајде 3 реченици кажете во оваа насока за да нели се испромовира тоа во текст и така натаму. И вика, за мене ова е најбитната работа што сум ја работел. Според мене за една држава основи се здравство и образование, а образованието почнува со цртан филм. Толку беше, и викам, точно така, така мислам, точно така е. Големи зборови од еден паметен човек. Да. И си се прашував зашто повеќе нели не гледаме ете и актери и луѓе како него да бидат поприсутни за да може да се пратат вакви едноставни, а многу битни пораки врзани со образование. Затоа меѓу другото еве века нам вас и слично, затоа што може да се научи доста. Да, како не. Ако ништо друго, вие доста луѓе гледате, им пренесувате работи, тоа е доволно. Тоа е тоа што го правим. Да, сега Филм и серии. Глумеше во еден македонски филм поголем и уште неколку помали продукции. Да. Меѓутоа, колку сметаш дека е важно, затоа што самиот кажа дека е занает актерството, колку е важно да имаш редовност во оваа насока и колку е тешко или лесно да се стигне во Македонија да се глуми во еден филм? Да, во Македонија на факултетот за драмски уметности или на приватните факултети кои не сум баш упатен за тоа каков е нивниот образовен процес за нашиот занат, за актерската игра. Меѓутоа на факултетот за драмски уметности во Скопје многу е сиромашно полето типот на актерска игра пред камера. Тоа постои еден предмет, ама скоро и како да не постои така малце. Мислам, за да го водиш тој предмет, стварно треба да имаш услови да го водиш тој предмет. Треба да ти се возможи опрема, камери, луѓе сниматели. Точно така, да ги споиш студентите по филмска режија со студентите од актерска игра и да соработуваш. Не викам дека не се трудеа да го направат тоа професорите и професорката што го предаваше тој предмет. Да кажеме поскапо е, за да го направиш добро. Поскапо. Треба да има повеќе пари во образованието за да се направи тоа. Треба да е на повисоко ниво. Сега, факултетот за драмски уметности е повеќе посветен на ова другото, на актерската игра како театар и слично. Имавме само еден предмет за тоа. Единствен начин за да го научиш занатот за да играш пред камера е да играш пред камера. Сега, колкави се можностите во нашава земја за да играш пред камера, не многу големи. Не многу големи во овој момент. Барем не за филм и серија. Така е, филмови се снимаат ретко,
Серија се снима една. Сега се снима еден филм, па за 5 години 10, ако им дадат пари од Министерство, па ако се случи нешто со парите, ако ги земат парите, па после може да им текне дека не, вие друг ќе снима, и тоа е многу откачено. Мислам, сигурно е тешко да си филмски режисер кај нас. Не се ни сомневам во тоа. Да. А одлични имаме затоа што Како не, ние имаме четворица номинирани за Оскар. Да, мислам, ние сме како одлично подрачје, одлично тло имаме за тоа. Имаме пред се нашата земја е многу живописна земја, кај нас има толку многу локации за каде да се снимаат различни жанрови на филмови. Меѓутоа би било кул и да привлекуваме на пример одредени серии да се снимаат тука, зашто има локации. Како не, послабо има луѓе. Да, само што така е како што е во моментов. Тоа е единствен начин за да научиш како да го правиш, тоа е да снимаш повеќе. А кај нас се снима колку што се снима, и кога ќе ја добиеш шансата, тогаш ти е шансата и тогаш гледај да не упропастиш нешто. Тоа го каже и Дина, можеби толку се успешни нашиве режисери или стварно добиваат секаде награди македонски филмови, би сакал да глумиш или во каква серија си замислуваш или филм дека еден ден би можел да глумиш, еве на македонски јазик? Кога сме кај Дон Кихот, тоа е мојата милена книга и од секогаш била. Многу сакам авантури. Се што сум сакал од секогаш се авантури. Јас сум убеден дека на македонскиот театар и на македонскиот филм недостасуваат авантури. Како ако се вратиш наназад, едни од најгледаните филмови во моментов во светот се авантури, како Дюн, што имаше премиера, се авантура. Не се прават доволно авантури, има прекрасни текстови, драмски текстови, филмски сценарија. Авантура е нешто што е многу интересен жанр. Тоа е мојот одговор. И предизвик за нас актерите, за гледачот е предизвик, баш е забавно. Гледаш нешто, навиваш за некој ликови или нешто што одат на авантура. Авантури е тоа што ни фали и би играл во авантури. Тоа е нешто што највеќе ме возбудува. Авантура и комедија да биде као смешна или не? Или не мора? Па да, генерално, зашто го спомнав се, јас ми на тема Дон Кихот. Дон Кихот е комедија, авантура, тоа е. Дон Кихот и Санчо Панса одат, се шетаат и јадат ќотек на секоја раскрсница, тоа е. Би сакала тоа да го гледам. Не. Да, јас би сакал да го играм тоа, само мислам дека сум се уште млад за да го играм Дон Кихот. Треба да сум во една подоцнежна како да. Ќе биде, значи додека во животот. Таман додека да стигнеш до таму ќе може, ќе се снима такво нешто. Па се надеваме дека ќе се снима или ќе се направи во театар, ама тоа ми е мојот животна улога. Ептен сакам да го играм Дон Кихот. Добро. Ова е порака до тие што размислуваат дали да го направат. Дали може секој актер да игра комедија според тебе? Да, секој има ли актер примери? Секој актер може да игра комедија. Примери. Наталија Теодосиева е пример за тоа дека секој актер може да игра комедија. Пред 6 или 7 години. Јас ја обожавам, само мислам на настап ја гледав така во покомично издание и сега знам дека е супер и во театар комедија е многу меѓу омилените. Да, супер се вклопи ната, е доста наградувана наша актерка која има играно во многу филмови, наградувана е не само кај нас, мислам да не навлагам многу за тоа, но ќе кажам пример како Наталија е пример за тоа како секој актер може да биде комичен актер. Секој може да се бави со жанрот на комедија, исто како сите останати жанрови. Само што мислеше дека не може? Да, Ната мислеше дека не може и пред 6 или 7 години ние сакавме малце да ја прошириме импров групата Настап, сакавме да викнеме и други колеги да ни се придружат и сакавме да викнеме баш да биде женско, зашто сите бевме машки, сакавме да биде женско, зашто ќе донесе нова енергија. И ја поканивме Ната, бевме као Нато, дојде да гледаш импров, она више немаше гледано, окей, откако гледаше, така беше малце како, вау, дечки, ова е супер.
И бевме како нато, сакаме да дојдеш на една проба, да видиш, да пробаш, дали сакаш да играш со нас, и она беше леле како не, како ќе го играм јас ова. Ние бевме како ти ако дојди на една проба, дојде на една проба, пробуваше, дојде на друга проба, дојде на трета проба и стана интересно, после искочи да игра пред публика и стана уште поише интересно, после продолжи да игра пред публика и мислам дека како поминува време, така се повеќе уживаш во тоа целото и до ден денес игра импров и стварно ја бива за тоа. А она мислеше дека не може да го прави тоа. Тоа е и доста женска особина, затоа што еве доста зборував со предприемачки женски кои што почнале некаков бизнис или со луѓе кои што даваат финансирање, иако им се многу успешни на пример бизнисите, првиот чекор да се направи се плашат затоа што не се совршени. Момчињата некако ги поддржуваме дека не мора да бидат совршени, во ред, може да пробаат и ако не е совршено не е крај на свет. Ама девојчињата од многу рана возраст ги учиме дека не ги учиме толку да се обидуваат. Ги учиме како да се по друг да им приде, мора многу да учат во школа, не смеат да добијат тројка, додека кај машките е тоа поприфатено. И со тек на време имаме таква ситуација на пазарот, каде што не се пријавуваат за подобро платени работни места, самите си прават автоцензура, а често се успешни, како примерот со Наталија што го даде. И мене ми е многу откачено дека се поклопува. И стварно е како многу чудно, еве, например, не сум го знаел тоа, дека е така. Тоа се случува и тие се некои, да кажеме, статистики, затоа што самото општество ги така ги учи. Не намерно. Мислам дека во голем дел тоа не е намерно. Едноставно има работи кои што се ценат кај девојчињата да бидат учени и слично, ама во тие рамки некако ги ограничуваме да не се обидуваат, а имаат големи успеси. Се доста уредни, темелни и слично, и после тоа доста се успешни, меѓутоа го имаме тој момент на да се обидат, така да супер што вие сте биле пуш на Наталија, затоа што според мене супер е, мислам, одлично, мислам да, ние бевме као мораш да го пробаш ова за да знаеш дали не те бива, така да доаѓаш на проба, нема да бидеш одма пред публика да те фрлиме во оган директ, така го викаме тоа. Да, знам, сите така го викаме и во телевизија исто е ужас, на линк во живо неспремен. Да, сега што да. Добро, вие имате подготовка во телевизија, не секогаш имаш подготовка пред да отиде огинот да се фрли во оган. Да се фрлиш во огин, па можеш и да изгориш. Ама, да, мислам дека е битно да пробаш. Точно така. Сега, значи, импров почна многу така невино, да кажам, во еден круг на луѓе, вие пробувавте, па доаѓаа ваши пријатели и така натаму. Не би го за да заврши рекол невино тоа, би го рекол баш виновно почна импров. Добро, и тоа сега ќе ти кажам зошто. Дамјан Цветановски, мојот колега од Драмскиот театар, студираше во Нови Сад актерска игра и кога се врати овде во Македонија, одлучи дека ќе остане во Македонија, сакаше да живее и да работи тука и ден денес е тука, вработен е во Драмски театар. Тој со негови колеги од факултетот во Нови Сад играле импров и дојде и рече као дечки, ова е нешто што го правевме таму, Whose Line Is It Anyway е више добро познато на сите низ светот, една група што се бави со тоа. И рече, ајде да пробаме и ние да го правиме ова. Се собравме неколку луѓе, јас, Дамјан, Тони и Григор. И како пробавме неколку игри тоа едно лето и стварно ни беше интересно и стварно ни идеше. И после тоа си рековме, ова е како гениално, ајде да продолжиме да го правиме ова. Прво почнавме да го правиме како повеќе како за нас, како ние уште бевме студенти, бевме трета година, јас и Григор, Дамјан и Тони беа дипломирани, и бевме како да го правиме ова некако за да се одржуваме у форма поише, како ова може да ни даде многу работи за професијата општо. Да. Како затоа што импров, затоа што импровизираш, затоа што ја развиваш,
развиваш имагинацијата, развиваш инстинкт, развиваш да смислиш во моментот, се ставаш под притисок да направиш нешто, така да измислиш од ништо нешто. Да, така станавме многу виновни од одма и после тоа го викнавме Димче Николовски, Димсата, да биде нашиот прв водител на импров и со Димсата 2 години работевме импров. Ние сами во просториите на ФДУ 2 години не престанавме да ги играме тие игри. Наоѓавме игри и игрите се веќе измислени, ние мислам можеш и сам да измислиш игри, меѓутоа ние ги зимаме од интернет, можеш да ги најдеш како пример игра, кажи ми. Па пример игра најчесто. Јас ги знам, ама за тие што не ги знам. Најчесто пример игра ја даваме промена како за да се свати најбрзо што е тоа. Една импров игра е промена. Играта промена се двајца луѓе кои им се дава зададена ситуација од типот на Мики Маус и Мини одат на скијање. И Мики Маус и Мини одат на скијање, например вика Наталија е Мини, Дамјан е Мики Маус, они двајца идат на скијање, они ја почињаат играта како што ја почињаат. Едниот го игра Мики Маус, ја игра Мини, кој како си сватил, не треба да е баш Мики Маус и Мини, но ја почнуваат играта. И кога водителот ќе каже промена, тие двајца треба да ја променат веќе настанатата ситуација, да речеме дека Дамјан рекол, Мини, колку ти се убави скиите, и кога он ќе каже промена, Дамјан треба, или тој што го игра Мики, Дамјан треба веднаш да ја промени последната реплика што ја кажал. А тоа би било, Мини, колку ти се убави скиите, промена. Мини, си се тапирала денес, промена. Те сакам, промена. Ми се јаде палачинка, промена. И играта оди до бескрај, така да се крши целата структура на веќе изградената сцена. И ова е многу смешно, знам дека јас кога бев, еден од ликовите беше чупето од Битлз, кој беше супер. Да, сигурно, мислам, што е интересното со импров, тоа што не ми се допаѓа кај стендапот, тоа што кога играш импров, се измислуваш во моментот. Ти воопшто не си спремен, буквално е авантура, тоа што сакам да го правам. А кога имаш стендап, ти стендапот го пишуваш и го пишуваш цел материјалот го имаш и после одиш на стендап и го кажуваш тој материјал. Се разбира дека ти додека го кажуваш тој материјал има многу моменти кај што импровизираш, за некој закачаш од публика или измислуваш нешто во моментот и правиш. Се разбира има многу импров и во стендапот, само што сега ги комбинираат во последно. Да, и баш е симпатично тоа. Само што пак моментот дека е горе-доле е тој материјалот. Ти колку сакаш комбинирај го, колку сакаш импровизирај, но ако одиш 2 пати на истиот стендап, онда ќе биде нешто поразлично од претходниот пат, ама материјалот ќе биде тој. За разлика од импров, секогаш е различно. Кога и да одиш на импров, не е ништо што било претходно. Како ти и да одиш 7 дена во неделата, секој ден да гледаш импров, ќе биде 7 пати различно. И да така да кажеш, нема да им досадиш 7 дена кога да гледат на бригада. Зависи колку им се допаѓа тој тип. На некој може би стендап нема да му здосади да го слуша истиот стендап 7 пати. Пак се и стендап и импров некако ми се интересни. Кај стендап мислам дека затоа се некои луѓе толку добри во стендап, пошто вицот им е веќе 100 пати кажан, 100 пати проверен. Да, меѓутоа треба да имаш нешто и за да правиш стендап. Јас не викам дека немам, само што некако не ме возбудува тоа. Не сум ни пробал никогаш. Да, ова ми е многу интересно во моментов, така некако сум разговарал и со Тино и со Атанас, што они двајца веќе некое време прават стендап и ме убедувале као пробај, баш може ке ти иде. Само сум као стварно дечки, не можам, некако не ме привлекува толку многу како што ме привлекува импров. Ова се снима така што ако го смениш за некое време, ќе ти го пуштиме еве што збореше за стендап, па сега правиш стендап. Не, тоа нема се деси. И да се деси, баш ќе ми биде супер, зашто ние сме луѓе, така секојдневно менуваме ставови, мислења, така да. А и предизвик за Тино и Атанас може би да те пренасочат. Кажи ми кога од таа група на ФДУ што си вежба импров,
Како свативте дека за ова има публика и ние требува да го правиме низ Скопје и низ Македонија и можеби ќе дојдат луѓе да не гледаат, затоа што јас знам дека за настап, например, исто така сите карти се распродадени. Кога и да сум сакала да резервирам, најчесто има на две различни страни од просторијата, затоа што веќе се е продадено многу брзо. Да, точно така. И кога свативте дека за ова ќе има публика? Прво си ги викавте другарите, па гледавте дека им е интересно, па... Точно така. Од како 2 години, цели 2 години ние игравме импров без публика, воопшто немаше никој во просторијата, освен ние четворица и Димсата. Мислам дека во еден одреден момент во текот на тие 2 години, после 1 година, после колебање ни се придружи Мартин Манев. Добре. Иако го викнавме ние од почеток, само нешто беше као се мислеше нешто, не знам што му беше. Тоа е Мартин, малце чудене. И после 2 години си викаме време е да викнеме као публика и дојдоа луѓе гледа и беа као вау, ова е фасцинантно, ова луѓе ќе сакаат да го гледаат. Ама ние знаевме дека луѓе ќе сакаат да го гледаат од проста причина што во Скопје немаше друга импров група и до ден денес ние сме единствената импров група во Скопје. Има уште една импров група што е во Охрид, например. Охриѓаните го играат тоа. Супер. Да, и они се наши колеги актери од Охридскиот театар. Се одлични, само никогаш немам гледано нивно шоу. Некои од нив имаат гледано наше шоу, меѓутоа во иднина се надевам дека ќе има некаква соработка, зашто сме единствени две импров групи во Македонија, баш би било убаво некако да се споиме барем некогаш и да направиме нешто. На Охридско лето, например, усред амфитеатар. Например, Охридско лето, или ако сакаат да не биде ни на наша, ни на нивна територија, може и во Битола, например, да направиме. Да. Таму доволно ќе бидат исто така скептични за да ве гледаат, ама супер ќе си поминат. Не би рекол, и до сега 2 пати сме играле во Битола и 2 пати фантастично сме поминале. Во Битола имам играно и во... Многу ги сакам битолчани, кога и да отидеш таму е толку интересно и сакаат култура луѓето, значи се гледа дека бил град на конзулите нормално. Така татко ми раскажуваше, вика Сергеј таму со шешири се шетаја по улиците со клавири свире. Да, што е супер. Да, нормално. Така да, добро, значи може во Битола таа фузија да се очекува. Да. Мене ми се допаѓа и кој не бил на нешто слично, импров или стендап, малку поразлични формати со театар, многу препорачувам. Добро поминато време во секој случај. Импров групата Настап исто така може да не најдат и на Инстаграм. Improvgrupa.настап е нашиот Инстаграм на Импров групата Настап. Добро, мислам и дека ќе ве најдат, ако дослушале до овде колку време зборуваме, сигурно ќе сакаат да ве побараат. И сега за крај пак ќе се вратам на сериите, филмовите, рекламите. Конкретно на она што оди на телевизија, ајде да кажеме серии и реклами. Колку ти е важно затоа што си бил во една од најпопуларните серии, Фамилија Марковски, имаше таму да, имате една кратка улога, да. И дополнително на некои од подобрите реклами, меѓу кои Скопско? Да, Скопско, сум имал доста реклами за T-Mobile и за кај нас и за остранство, тоаш мислам дека уште не бев ни професионален актер, мислам дека бев средно кога снимав за T-Mobile. Така се навлече преку реклами. И сум снимал реклами, да, порано. Добра. Колку ти се важни овој тип на да, иначе имам играно и во Фамилија Марковски, исто и во Преспав. Да. Имам неколку пати играно, 2 или 3 пати епизодни улоги. Нормално дека се важни, тоа влегува во моето CV и целото тоа. Да, се важни, меѓутоа, да речеме, важноста и вредноста на рекламите не е на исто ниво со тоа што е филмот, сериите, театарот и така натаму. Затоа што рекламите си побаран од некоја фирма што се бави со нешто за да рекламираш некаков продукт или што и да е тоа. Иако во зависност од реклама до реклама, некои реклами толку остануваат што буквално ги помниме и актерите и сите што се појавиле во нив,
по тоа нешто, не знам. Да, тоа Мартин Манев има интересна ствар, збори за тоа, вика ќе направиш таму, вика ќе снимиш некој филм, вика тоа никој нема те знае, ама таму некојаш ќе се појавиш една секунда на таму нешто рекламче, некој таму сите ќе те знаат. Ќе те запамтат, да. Така. Па многу повеќе луѓе ги гледаат и тие редовно се појавуваат, така што да, се разбира, мислам, фреквенцијата. Постојат такви реклами, но јас до сега не знам, може би се лажам, ама не знам дали сум бил и во таква реклама што луѓето ме препознаваат од таму. Појма немам, стварно. Ќе си кажат тоа луѓето? Ќе си кажат луѓето, да, некојаш. И за крај, тоа е нешто што мислиш дека би ни фали, еве, ти си млад актер, како таков си прогласен, ама и реално си млад актер, кој што е многу активен. Само што ми кажа, имаш 3 активни представи, кои што во моментов ги спремаш? Повеќе? Во моментов работам на една представа, тоа е представата Пар Распар или Од Капл на Нил Сајмон во режија на Нина Николич. Премиерата ќе биде на 27 март, баш за денот на театарот. Таму играме 8 актери од театарот, од нашиот театар. Меѓутоа, активни представи, стварно сега треба на прсти да ги бројам, ама мислам дека имам околу 6 или 7 активни представи кои се играат во моментов на репертоарот на театар комедија, така да можам онака да кажам дека сум во голем дел го носам репертоарот на театар комедија. Ти затоа не можеш да бидеш инфлуенсер, значи. Да, што некако и ми беше цел во последниве 2 години, зашо ако не сега кога, така. Па и понатаму. И понатаму се разбира, само што сега баш треба тука се тој момент кај што така се осетив дека сега треба да. Супер, а што е нешто следно, која ти е целта, дали во македонска продукција да играш или во некоја светска, каде ги гледаш тие идни чекори? Што би било за тебе, да кажеме, врв на кариера? Врв на кариера добро прашање, не сум ни размислувал за тоа што е врв на кариера и како би изгледал мојот врв на кариера. Најверојатно да освојам награди надвор од Македонија, така врв на кариера, што би значило? Да освојам Оскар, тоа може би било врв на кариера, но стварно не знам. Врв на кариера е да играш, што повеќе да играм, како во театар, така и на филм. За еден актер нема ништо поубаво од тоа да игра. Актерите што се вработени и играат, знаат колку е значајно тоа. Актерите што не се вработени, што на вистина си ја сакаат професијата и што играат за паушал или играат хонорарно, се исто така срекни луѓе. Меѓутоа, актер што не игра, а си ја сака професијата е многу тажен. Како нема нешто погубно, мислам, нема нешто по-лошо за еден актер да не игра. Тоа е за мене хоророт. Така и ми изгледаше периодот во короната. Бев стварно во страшна депресија, зашто не се играше ништо. Не се работеше ништо. Сите седевме дома. Мислам дека никогаш повеќе не сме ценеле културата, отколку во тој период кога свативме што значи да ја нема. Да ја нема, и да не можеш да одиш на кино, да не можеш да одиш на концерт, да не можеш да одиш во театар. А замисли колку е погубно тоа за актери, за музичари, кога го работат тоа, да, страшно беше. Кога не само што го работат за да заработат, се разбира, не постои ништо поубаво да заработуваш од тоа што на вистина го сакаш. Како јас не се осеќав дека треба да одам на работа и никогаш не сум се осеќал дека одам на работа кога одам во театар. Секогаш си велам одам во театар и кога ќе ме праша, например, мајка ми зборам на телефон и кога ќе ми каже беше ли на работа, ја викам не бев на работа, бев на проба или не бев на работа, играв представа, зашто во првиот ден кога ќе кажам дека утре ќе одам на работа, тогаш нешто не е окей. Најверојатно не ми е окей. Така да никад не викам дека одам на работа, ама стварно беше страшно тоа со короната и дека 2 години не можеш да играш ништо. Не можеш да одиш во театар.
Тоа беше страшно, се надам никогаш нема да се повтори. Никогаш дека нема да се повтори да? и ништо такво страшно. Ни слично. И ни слично, ништо. Да. И јас се надевам и колку ти е битно така што те, ајде за крај скроз, колку е битно да те поддржат од дома кога сакаш да бидеш актер? Најбитно е. Мислам, за се е битно да те поддржат од дома. Да. Ама сега конкретно во твојава област, инаку се повторува тоа дека секој што доаѓа овде кажува колку му било важно да има поддршка. Многу е важно да имаш поддршка од дома, особено од твоите најблиски. И затоа ми е многу тажно ми е кога слушам, например, денес кога ќе ми приидат некои деца што гледале представа или гледале импров и им се допаднало и почнуваат да зборуваат за тоа колку добро сме играле вечерта и дека и тие сакале да станат актери, но дома им викале дека е нешто. Стереотипот дека кога одиш на ФДУ си алкохоличар и наркоман и целото тоа, мислам дека е многу стар и глупав, како и ред други дузина стереотипи во нашата земја. Ова до родителите што децата сакаат да им точно се запишат така, на ФДУ. Да. Мислам дека актерите не биле повеќе спортисти од во моментов. Како во моментов јас не познавам актер што не спортува, што не оди на планина, од теретана, пливање, како мислам дека станува такво време што самите актери во моментов што работам со нив и соработувам, онака целиот круг се сите као посветени на професијата од друг аспект. Мислам дека е поминато времето кај што актерите седеле и како трошеле време на алкохолизам по кафани, иако тоа поетично милуваме да го викаме боеми, така, актерите. Биле боеми како писателите и целото тоа. Се разбира дека тоа постои. Во сите професии. Во сите професии се разбира, ние сме сепак уметници, артисти на крајот денот. Така ние инспирацијата ја наоѓаме во се и се што. Некогаш треба да се запијаме. Сакаш да ми кажеш дека родителите што им зборат на децата дека на ФДУ има алкохоличари, не пијат алкохол или не излегуваат со пријателите. Сакам да кажам дека стереотипот треба да се искорени општо. За тоа као поддржувајте си ги децата, молам, као верувајте во своите деца, во тоа што сакаат да го прават. Така и децата ќе бидат посреќни, а и родителите ќе бидат многу погорди на нив кога децата ќе го постигнат тоа што на вистина го сакаат. Треба да правиме херои од нив и да ги има повеќе и дефинитивно образованието е исклучително важно. Фала што беше денеска тука. Ти благодарам, Јована. Супер се развина кај образование разговорот, ама тоа е тоа го врти светот сега. Така е, тоа го врти светот. Ти благодарам.